Здраво на сите, тука е Данао и добродојавте во вториот девоушнал од Евангелието по апостол Јован. Како сте? Напишете ми во коментар или напишете ми во порака како сте се сноѓате на ова жешко време. Ужасно жешко е, 20 дишеше денеска, петок 25 јуни, како го снимам видеово. Ако можам некако да се помолам, некакви молитвени потреби, слободно напишете ми или во коментар или во порака. И ако видите дека некој има напишано во коментар некаква молитвена потреба, слободно може да се молите еден за друг. Денеска ќе продолжиме со Евангелието по апостол Јован од 19 до 34 стих. Но пред да продолжиме, споделете го ова видео, бидејќи на ова видео ќе биде споделено Евангелието. Не знаете кој све може да го слушне Евангелието, на кој све може Господ да му просведочи, кога ќе го види ова видео на нивниот таймлайн, на нивниот зид, кога скролаат на социјалните мрежи. Така да споделете го ова видео и пред да почнеме ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој еден кој што се приклучува на ова видео. Те молам, Господи, омекни го и отвори го нивното срце. Те молам ти, води ги, Господи, води ме и мене во зборувањето, Господи, те молам, откривани во Твоето Божјо Слово и те молам нека Твојот збор, нека Твојата вистина, Господи, го пресече срцето на луѓето, Господи, кои што се сомневаат дали ти си патот по кој што треба да чекорат или не, Господи. Или доколку некој си има оддалечено од Тебе, те молам, Господи, пресечи го неговото или незиното срце и врати ги, Господи, при Тебе. Нека ова, Господи, биде за Твоја слава. И ова го молиме во името на Исус Христос. Амин. Како што кажав, ќе читаме од Евангелие по апостол Јован 19, прва глава 19 до 34 стих. Вели: и тоа е сведоштвото на Јован, кога јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левите за да го прашаат кој си ти. Тој призна и не одрече, туку објави: не сум јас Христос. И го прашаа: кој си тогаш? Илија ли си? И рече: не сум. Пророк ли си? И одговори: не. А тие му рекоа: па кој си? За да можеме и да им одговориме на оние што ни испратија. Што велиш за себе? Тој рече: јас сум гласот на оној што вика во пустината: израмнете го Господовиот пат, како што вели пророкот Исаија. А испратените беа од фарисеите. И го запрашаа велејки: зошто тогаш крштеваш кога не си Христос, ниту Илија, ниту пророк? Јован им одговори и им рече: јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној што иде по мене, кој беше пред мене, кому јас не сум достоен да му ги одврзам рамењата од обувките негови. Ова се случи во Вицанија од Тада Јордан, каде што крштеваше Јован. На другиот ден го види Јована Исуса како доаѓа кај него и рече: еве го јагнато Божјо, кој ги зема гревовите на светот врз себе. Ова е оној за кого реков: по мене иде човек кој беше пред мене, бидејќи постоеше пред мене. Јас не го познавав, но дојдов да крштевам со вода, за тој да му биде објавен на Израел. И сведочеше Јован велејки: го видов духот да слегува од небото како гулап и остана над него. Јас не го познавав, но оној што ме прати да крштевам со вода, тој ми рече: врз кого ќе видиш дека слегува духот и дека останува над него, тој е оној што ќе крштева со Дух Свети. Јас видов и просведочив дека тој е Син Божји. Прекрасни стихови. Веднаш после првото видео Јован го објавува Исус Христос на луѓето тогаш. И сакам денеска да се задржиме само конкретно на еден стих пред да продолжиме понатаму во третото видео, а тоа е 29 стих, каде што Јован Крстител, сите сме чуле за Јован Крстител, има и цркви православни кои што се по него, нели, кај нас. Но во 29 стих вели: на другиот ден го виде Јована Исуса како доаѓа кај него и рече: еве го јагнато Божјо, кој ги зема гревовите на светот врз себе. Што значи тоа? Што значи тоа што Исус ги зема гревовите на светот врз себе? Тоа значи дека јас и ти можеме да живееме слободно, да живееме со надеж. Ова е клучот кој што ни дава нас надеж за понатаму, кој што ни дава надеж да не мислиме дека се што правиме овдека е бесцелно. Бидејќи не е целта само да чекориме ден за ден или да исчекориме до крајот на овој живот, но чекориме ние понатаму и после овој живот. Но каде ќе чекориме после овој живот? Каде ќе завршиме после овој живот? Имаме иднина, имаме надеж која што Господ има припремено за нас, иднина каде што ќе поминеме вечноста со живиот Бог. Но што е тоа поврзано со тоа што Исус ги зема гревовите на светот врз себе? Но тука се уште не се случило распнувањето и воскресението Христово. Но сепак со самото доаѓање, со самата намера на тоа што Исус
почнува да го прави овдека, веќе започнува мисијата на Исус која што трае 3 години на оваа земја, како отелотворен Бог во човечко тело. Почнува неговата мисија и таа мисија веќе е завршена. Таа мисија веќе е завршена, само требало да се одработи на земјата, за да се просведочи за луѓето да го видат Христос, живиот Бог, за да го имаме ние тоа сведоштво запишано низ страниците на Библијата и ден денеска. Тоа значи дека Христос дојде на оваа земја да казната за гревот смрт, дојде да пострада он за нас, да земе таа смрт за нас, за да ние да не мора да земе таа смрт, бидејќи никој не е спремен, нити јас сум спремен од оваа страна на екранот, нити пак ти си спремен или спремна од таа страна на екранот да ги земеш казната за гревот врз себе. Затоа оваа вистина која што ја читаме овдека во 29 стих, каде што вели еве го јагнато Божје кој ги зема гревовите на светот врз себе, е вистината која што ослободува. Бидејќи од Адам и Ева па наваму од создавањето на светот има едно проклетство, има една болест која што не е короната, која што не е рак, која што не е леукемија, не е ништо друго, не е било каква друга болест за која што знаеме. Денеска медицински има една болест која што се нарекува грев, која што се провлекува од Адам и Ева па наваму и од генерација на генерација се пренесува наследно преку ДНК-та во нашата крв. Со самото тоа што ние сме родени, Давид во псалмите, цар Давид вели дека ние сме зачнати во грев. Нема еден совршен, уште додека сме фетуси во утробата на мајката, ние сме веќе во грев. Бидејќи тоа не е нешто што ние можеме да го поправиме, тоа е нешто кое што го наследуваме со самото тоа што сме ние овдека. И понатаму ни животот, ја не знам, дури некој да каже дека не сме родени во грев, но што правиме со сите гревови понатаму што ги правиме? Ако некој рече дека е безгрешен човек, лаже. И не мора да и Библијата го вели тоа, но и common sense, логиката го вели тоа. Нема еден човек кој што не паднал под Божјиот стандард. Апостол Павле во Римјаните вели дека сите сгреши и паднаа под Божјата слава. Гревот е болеста која што не ни дозволува ние самите со нашите напори, со самото тоа кој што сме ние да влеземе во Царството Божјо, бидејќи стандардот за Царството Божјо е совршенство, ние не сме совршени. И никогаш нема да бидеме во овоа тело на оваа земја овдека, бидејќи на оваа земја владее ѓаволот. На оваа земја хара ѓаволот како лав. И ние не сме доволно силни да ние сами го победиме ѓаволот. И заради тоа ние треба да ставиме нашата надеж, да се наслониме, да се препуштиме на тоа што Исус Христос го направи за нас, бидејќи со самата вера во Него, со самото тоа што ќе опредадеме животот нему, победата над ѓаволот е веќе тука. Ѓаволот е веќе победен. Гревот е веќе отстранет, гревот е веќе надвладеан. Само ние треба да го прифатиме тоа, не треба ние ништо друго да направиме. Само треба да го прифатиме Исус Христос, да почнеме да го следиме Него и да оставиме Он да го менува нашиот живот. Нема ние ништо да менуваме со наши сили, бидејќи не можеме да смениме ништо во нашиот живот со наши сили, бидејќи во нас владее човечкото, телесното, во овој свет владее ѓаволот, и за да се победи ѓаволот, за да се победи телесното, човечкото, треба да дојде Божјото, треба да дојде Исус Христос во нас внатре лично. И да Он лично го превземе нашиот живот, да овој наш живот не е веќе наш, туку да е Негов. Бидејќи кога Исус Христос ќе дојде во нашето срце, веќе не живееме ние за нас. Овој живот не е веќе наш, туку е Христов. Апостол Павле вели: Христос живее во мене. Не живеам веќе јас. Со самото тоа што ќе го предадеш твојот живот, веќе започнува една нова приказна. Нова приказна каде што Исус вели ако ја спознаеш вистината, вистината ќе те ослободи, но тоа доаѓа со предуслов. Ако ја спознаеш вистината, тогаш вистината ослободува. А оваа е вистината. Дека Исус Христос дојде, се отелотвори, ги зема гревовите на себе, реши да не мора ние да ги платиме, да платиме таа казна со смрт, бидејќи никој нема да отиде во живот. Но во 3 глава 16 стих понатаму ќе читаме, вели: толку го возлюби светот Бог што го прати својот единороден син, да секој што ќе поверува во него да не умре, но да има живот вечен. Затоа предади го твојот живот на Исус, препушти го целосно, секој еден аспект, не 10%, не 5%, не чиста празна вера, туку искрена од срце вера. Да го испразниме срцето од се што е световно, се што е човечко во нас и да дозволиме на Исус да го исполни нашето срце. И велиш како можам да го направам тоа?
можеш да го направиш тоа уште сега, во овој момент. Да повикаш кон Исус Христос. Да повикаш кон Него во молитва, да повикаш како кон татко, како кон другар. Нема правило, не треба дали тоа да биде на глас или во себе, или во спална, или на колена, или станат, или со рацете нагоре, или надоле, или во црква морало да биде, или треба да се бара дозвола за да се разговара со живиот Бог. Не, имаме директен пристап до Него преку молитва, токму поради тоа што Он дојде и ги зема гревовите врз себе, Он отвори пат за да можеме ние директно да имаме пристап до живиот Бог. Повикај кон Него и ти ветувам, од срце ти ветувам дека твојот живот никогаш повеќе нема да биде ист. Се гледаме во наредно видео, бидете благословени. Чао!